Почитувани, на денешната седница побаравме дополнување на дневниот ред со предлог точка за расправа по однос на извештаите на Државниот завод за ревизија, во кои изминативе години се нотираат најголемиот број на неправилности во институциите, вклучително и сомнежи во однос на работењето на клиниката за радиотерапија и онкологија, како и со предлог за основање на анкетна комисија за скандалот во истата клиника. Денеска видовме како коалицијата СДС и ДУИ во паника од јавна дебата на седница се подели при гласањето по двете точки. Но неколку минути подоцна, на предлог расправата да биде втора точка, соочени со фактот дека треба веднаш да се отвори расправа на која ќе мора да објаснат зошто ги игнорирале наводите од извештајот и ќе мора да одговорат зошто владата на Ковачевски не превземала ништо за пронајдените сомнежи, коалицијата повторно профункционира и сложно одлучија да избегаат од расправа, па така оваа точка ја оставија да биде 22. Бидејќи сме сведоци како во минатото талјатовата собраниска пракса покажало дека тој има ексклузивно право за отворање и затворање точки, без разлика на нивниот распоред и без почитување на деловникот, алармираме и потенцираме дека и двете овие точки можат уште веднаш денес да бидат отворени и да се постапи по нив. Нема поитна и поактуелна тема од скандалот на онкологија. Јавноста очекува одговори, а собранието има и надзорна улога. Затоа нека не се обидуваат да ја заобиколуваат и одолговлекуваат темата, бидејќи немаат ниту време, ниту оправдување. И срамот и одговорноста им се огромни, затоа прават се да избегаат од тоа јавно да се проговори за еден од најголемите скандали што ја згрози македонската јавност. Нивната неодговорност продуцира само нови и нови скандали. Затоа време е да се соочат со нивната одговорност и доколку на вистина имаат честни намери, тогаш нема зошто денес да не отвориме оваа тема. Ви благодарам за вниманието, дали имате прашања? Расправата за анкетната комисија беше ставена како 22 точка? Не, анкетната комисија ја изгласаа да биде прва точка, ама свесни дека за тоа ќе треба и одредено време, бидејќи анкетна комисија за да се формира треба нели прво да се усвои дневниот ред, па тоа оди преку комисија за избори и именување, и ете затоа како покажа би рекла дека се загрижени, ја изгласа ова да биде прва точка, но кога колегата Бојан Стојановски излезе и побара, бидејќи предлогот на Антонио Милошовски за разгледување на Миле Левков за разгледување на извештајот на Државниот завод за ревизија, и тој го изгласа со комбинирано гласање, но го ставија на 22 позиција. Бојан Стојановски побара да биде втора оваа точка, бидејќи оваа точка може веднаш да се отвори директно на седница, бидејќи таков меморандум имаат подпишано председателот со директорот на Државниот завод за ревизија. Тука веќе им текна што може да се случи и затоа ја ставија 22. Но и покрај ова, сведоци сте и медиуми и цела македонска јавност дека председателот на собрание си отвара која точка сака и кога сака, без разлика на распоредот. Затоа ако имаат желба на вистина, јас не знам поактуелна тема што е тоа денес веднаш. Јас ги повикав и во неделата или саботата вечер да се свикавме да разговараме за ова. Тие можат и денес без разлика што е 22 точка, но ќе видиме, јас не очекувам дека ќе отворат точка. Бидејќи оваа точка може веднаш да се отвори, веднаш да расправаме, материјалите ги има во архива поднесено, нема што да се чека и одолговлекува. Ќе видиме. Ви благодарам.